Петок, 2 мај, кратки вести во 12 часот. По одличната посетеност за време на великденските празници, туристички Охрид бележи солидна исполнетост со гости на 1 мај, кој многумина го поврзаа со викендот што е пред нас. Бројни гости од земјава, Балканот, но и целиот свет уживаа во пријатното топло време и прошетката по Кеот, стариот дел и центарот на градот. Дел со кафе или вкусен ручек го надополнија впечатокот од градот под Самоиловата тврдина. Последниве 2 празници за угостителите беа одлична финансиска инекција, но и најава за летната сезона што е пред нас. Моштите на Свети Ѓорги Победоносец и неговата чудотворна икона и годинава на 7 мај ќе ја благословат струга со што продолжува црковната манифестација, што традиционално се одржува секоја година. Новина годинава е што наместо крнинската икона на Мајката Божја во литијата ќе биде вклучена богородичната икона Гликофилуса. Традиционално честните мошти на Свети Ѓорги ќе бидат изложени во храмот за поклонение пред да започне вечерната богослужба се до започнување на еордијата. Моштите на светецот ќе бидат носени од 4 видни граѓани, а ќе бидат придружувани и чувани од 4 капетани од семејната гарда на Бигорскиот манастир. Најавено е присуство и на архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан. Од срце трче, со срце дарувај за Кочани е насловена хуманитарната трка во организација на Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи. Пријавувањето и котизацијата за учество се бесплатни. Трката ќе се одвива на потегот од почетокот на Кеот до Куба Либре во должина од 3 километри. Кутии за донации ќе бидат поставени во должина на Кеот Македонија, а средствата ќе бидат наменети за семејствата на жртвите од пожарот во Кочани. Трката ќе се одржи на 7 мај со почеток во 12 часот. Времето денес сончево и топло со умерена облачност, дува слаб до умерен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 22 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.